Нема организиран откуп на македонската калинка и затоа нема ни интерес за нови одгледувачи на оваа земјоделска култура. Ова мислење го делат најголем број на одгледувачи на калинката во Валандовскиот крај, кој е познат токму по ова овошје ценето уште во антиката. Македонската калинка сега најмногу се пласира на домашните пазари и делумно во државите од поранешна Југославија. Најмногу сега се пласират по пазарите. На друго место никаде. Зошто е така? Затоа што нема организиран откуп. Оборудувачката е во Сталина, како и порано што беше во југ просторот на нас, во нашата република, така да тежок е пласмано, тешко е пласмано. Не успеавме да прилично добро ја рекламираме калинката, која е вредна за одгледување. Цената лоша, на жалост, така останавме на тоа ниво и некои добри резултати не постигнавме. Моменталната состојба, велат одгледувачите, покажува и дека нема голем интерес кај македонските земјоделци да се прошири дејноста со нови насади на калинки, а за жал нема интерес за оваа култура ниту кај младите генерации, кои и онака се поретко се решаваат да се занимаваат со земјоделие. Додека нема организирано откуп и пласман на калинката, интерес ке нема. Ако има поголем интерес и откуп за калинката, тога и ќе има и повеќе одгледувачи. Инаку за калинките во Македонија е познато и дека ги има во повеќе сорти со различни називи кои доаѓаат од турско време. Постојат повеќе видови овде кај нас на нашето поднебие, автохтони калинки што се задржани повеќе стотици години уназад. Има неколку сорти, Кара Мустафа, има Бейнерија, има Зумнарија, има Лифанка. И тие се квалификуваат некои со појака кора, појака лушпа, тие издржуваат и транспорт. Некои се со по-нежна кора, по-тенка кора, тие не издржуваат транспорт, па затоа се многу благи, како например Бейнеријата. За во иднина, одгледувачите се надеваат дека доколку се смени односот кон калинката како култура и се предвиди организиран откуп и за неа, тоа ќе го продолжи нејзиниот век на овие простори со нови насади и со зголемен интерес кај земјоделците да го одгледуваат токму ова со илјадници години старо овошје.